Поздрав за гледачите на телевизија Ирис и редовната емисија Отворено на ТВ. Отворено поради причината на разговорот, а секој разговор за да биде добар мора да е отворен, инаку ќе видиме микрија на различни ставови кај што ништо не се разбираме. Отприлика како парламентите во светот или во нашите сите зборуваме она што ни одговара и на крајот не се разбираме. И дојде некој друг па не разбира. Но тоа да го ставиме за некој друга прилика, се разбира на тема затоа што разговорот мора да се води со некаква цел, за да се упати некаква порака или да биде разбирлива артикулацијата на оние што разговарат. Инаку, алтернативата е неразбирливост и повтор на истиот резултат. Разбирањето помеѓу луѓето од почетокот на светот до денес е услов за нивниот опстанок. Или она што од Каиновиот грев до денес се провлекува, а тоа е црната или потемната страна на човечкиот карактер, желбата да се владее, другиот да има помалку, да биде послаб, или во модерен латински израз да се дискриминира. Ете така, отприлика е историјата на светот. Историјата на светот е свет на војни. Денешниот ден или целата ова недела е посветена на борбата против дискриминација или равноправност на поединците и единките во системот на општественото организирање во светот. Отприлика така е еден дел од декларацијата, резолуцијата за која што со денешниот ден е воспоставена оваа недела како празник и денешниот ден како меѓународен ден на борба против расната дискриминација. И историјатот на овој празник започнува на овој ден, точно каде 69 црнци на Федералистичката партија во Јужноафриканската република биле убиени од полицијата на оваа држава и преку 200 од нив се ранети и подигната светската јавност на ниво на протести и приговори кон апартхеидот како начин на дискриминација на луѓето поради нивното потекло и бојата на кожата. Интересен податок за овој празник е дека скоро 3 или 4 години врвни европски и светски интелектуалци барале од Обединетите нации да донесе резолуција со која што се осудуваат ваквите постапки и да тоа биде во каналите на меѓународното право. Најпознат од нив е Сартер, кој до 66 година до денешен ден успеал тоа да го протурка и неговата Франција да биде иницијатор на оваа резолуција во која што се придружиле 140 на држави. Интересно за нас во Штип и во Македонија е дека негов сопотписник на ова барање до светската јавност и до Обединетите нации е Тодор Павлов, роден во Штип, подосна со огромна кариера, регент во Бугарија, председател на БАН и така натаму, и автор на големата филозофска теоријата на одразот. И сега ќе ви цитирам само една реченица во која што тој вели дека грамзивоста, желбата да се поседува материјалното богатство е основа за дискриминацијата на светот од почетокот до денес. И веќе не се работи само декларативно поединците да бидат еднакви, туку да еднакво им бидат представени и доставени материјалните средства на светот. Од тоа па до денес е така. Може би денес многу поизострено затоа што либералниот капитализам е само декларација. Обликот на дискриминација и натаму е многу голем во светот. И еве, јас кажав што кажав, се надам дека премногу не ви одзема време, да им дозволиме моите гостинки да кажат и нешто повеќе за вкупниот нивна перцепција за дискриминацијата. Елена Петровска од ХЕРА, координатор на републичко ниво, и Снежана Санева од локалната самоуправа, ама раководител на локалното биро. Добро дојдете во мојава емисија. Значи, да почнеме прво со гостинката, согласуваш? Секако, да. Елена, јас ја нацртав неколку реченици филозофски, прецено и политички, а и меѓународно правни за осудувањето на оваквите појави на светот, иако многу ќе треба да се трудиме за тоа да го промениме. Што е ХЕРА? Најнапред ви благодарам за поканата и за убавиот вовет. Навистина начнавте прилично опсежни теми кои што би захтевале подолг разговор, нели? Но ќе се фокусираме на тоа дека денес е убав ден да се разговара за покрај расната дискриминација како интернационален ден денес, но и за општата дискриминација или дискриминација врз оние кои што се најмаргинализирани ранливи категории на граѓани со фокус на нашата држава, нели, и она што ХЕРА го прави во поглед на тоа.
Хера... Просто не само да ќе прекинам, Обединетите нации за утре инициираат округли маси и разговори во Европа околу говорот на омразата и дискриминацијата врз луѓето кои се како мигранти се последица од војните во Азија. Доналд Туск, председателот на Европската заедница, денес ќе биде покровител на таква една округла маса во Виена. Тоа е само како дополнување. Кај нас последен пример на она што можевме да го забележиме е токму состојбата со мигрантите и она со сите оние проблеми со кои што се соочува, но поради тоа што јас не работам на таа тематика, не би навлегувала, но чисто за граѓаните да знаат и да се информираат дека овај ден баш е посветен и на светско ниво на овој проблем со правата на мигрантите, чии што права се заштитени на меѓународно ниво, секако и на државно ниво, но за тоа во друга прилика, нели? Во однос на тоа што прави ХЕРА, ХЕРА е Асоциација за здравствена едукација и истражување и во моментот работиме на еден од проектите на кој што работиме, на кој што јас сум ангажирана е собранието и локалната самоуправа во напредувањето на правата на ЛГБТ и луѓето во Република Македонија. Имено овој проект е поддржан од амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија и е продолжение од изминатите 2 години, така што во изминатите 2 години се формира локални координативни тела во 3 општини за заштита од дискриминација, во општината Штип, Куманово и Струмица, зашто повеќе ќе каже мојата соработничка и колешка Снеже од општината Штип. Оваа година продолжуваме во зајакнување на капацитетите на овие тела на локално ниво преку различни активности кои што структурирани во едни акциони планови кои што дел од тие активности и ХЕРА како организација ќе ги поддржи финансиски. А целта е на локално ниво да се доближи и да се зголеми знаењето до граѓаните дека можат да пријават било каков вид на дискриминација и прекршување на нивните права. Посебно да ги информираме граѓаните дека навистина да се оснажна дека има сега кај да пријават, има начини како системски да се пристапи кон нивниот проблем, за што повеќе исто ќе објасни и Снеже каква е структурата на тоа локално координативно тело. Таму членуваат членови од повеќе сектори, така што граѓаните имаат можност да се обратат, да се информираат и доколку нешто излегува и вон рамките на овие локални тела, имаат начини како понатаму да им помогнат на оние кои што се жртви на дискриминација, масовно прекршување на правата, жртви на насилство, семејно насилство и така натаму. Исто така ги охрабруваме со овој проект и луѓето од ЛГБТ заедницата кои што заради долгогодишната стигма, омаловажување, навреди живеат како што викаме во плакарот, живеат затворено. Имаме и податоци информации дека навистина има висок степен на насилство врз заедницата. Под насилство подразбираме различен вид на насилство, тоа значи и вербално и тежок пристап на пазарот на трудот, семејно насилство, бркање од дома, висок степен на сиромаштија заради повлеченоста и социјалната стигма и така натаму, така што овие луѓе едноставно сега исто така имаат можност на доверлив и сигурен начин да добијат помош и поддршка, заради тоа што имаме систем, структура на поддршка кој што може да ги поддржи да имаат поквалитетен живот и достоинствен живот како и сите други. Во таа насока на прашање само ќе ве замолам. Вчера излезе извештајот на Хелсинскиот комитет за состојбата на човековите и граѓанските права во Република Македонија. Фокусот најмногу е врз судството, има дури и предлози кој дел од новиот закон за измена за новиот закон за судството што да се промени. Вашата анализа за тоа, велите ќе им помогнеме да се охрабрат да побараат заштита на своите права. Така. Каде е вашата улога околу ако делителот на правдата е критикуван од Хелсинскиот комитет кој треба да ни каже параметрите за човековите права, а го критикува делителот на правдата, што не остава на вам да ви се обратиме? Видете, тоа е еден комплексен проблем, на кој што сега имаме можност уште многу поактивно да работиме. Во изминатиот период, навистина невладиниот сектор кој што се занимава со прекршувањето на човековите права, во безброј анализи и
многу често укажувал на непостапувањето на обвинителството и судовите во однос на заштитата на луѓето при прекршување на нивните права, особено при дела од омраза, кривични дела од омраза, насилство, говор на омраза и така натаму. Ова што се потенцира во Европа како најактуелна работа. Точно. Така што во однос исто така нашата држава има превземено и подпишано меѓународни декларации кои што во суштина треба да ги гарантираат и да ги заштитуваат граѓаните, така што нивната цел според количеството на омраза на социјалните мрежи, истражувањата кажува дека сме први во Европа. Некаде и на граѓанските асоциации ние како граѓани потврливме. Не е за пофалба тоа. Тоа е точен податок, има навистина многу податоци врз кои што нашата држава навистина и во регионот заостанува, се наоѓа на многу скали на скоро најдолното ниво заедно. Тоа е дозна неодговорност, нели? Седиш за позади тастатурата и пишуваш што сакаш. Тоа е склоп на многу и последица на многу околности. Тоа е заради тоа што кога имате општество каде што не се промовира и вклучивост, почитување на разликите, почит е еден збор кој што значи и опфаќа многу и треба да се негува. Кога имате општество каде што од позиција на моќ владени функционери или извршна власт промовира говор на омраза и се служи со говор на омраза, вие не можете да очекувате дека населението ќе има знаење како тоа влијае на одредени индивидуи или одредена како оние кои по закон треба да одговараат, не одговараат, тогаш се расплинува. Се уште само уште ова би сакала да го напоменам дека се уште делата од омраза кои што беа извршени врз активистите ЛГБТИ активистите во изминатите години, нападите врз Центарот за ЛГБТИ Центарот за поддршка, нападот на активисти во физички напад во Битола, се уште не се ни покренати постапки, истрагата е се уште во тек, значи години и години истрагите се уште во тек, така да се надеваме дека во следниот период навистина ќе имаме работа токму врз унапредување, системско унапредување во овој дел, па за таа цел во нашиот проект исто така имаме активности кои што се насочени со работа со пратениците, кои што формира предскоро на 23 февруари оваа година интерпартиска парламентарна група за унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето во Македонија. Така што се надеваме дека овие пратеници, пратениците мислите во Собранието на Република Македонија. Тие се посебно толерантни, секоја трета седница се стапуваат така да доаѓа до физички конфликти. Тоа го гледаме, јас мислам дека залудно ви е барањето во партиските структури, тоа нема ништо. Единствениот пристап е преку употреба на механизмите кои што нив им стојат на располагање во Собранието системски да се делува чекор по чекор, тоа е секако процес. Прво да ги замолите да не се тепаат меѓу себе, ќе биде подобро. Па и тоа е општата цел на ваквите движења, да почита разбирањето, основата на демократските процеси е токму тоа. Така. Господин Станева, како стоиме на локално ниво и локалната самоуправа со активностите на координативното тело овде? Се жалат ли граѓаните, Снежи? Така, јас ќе ви кажам малку само едно објаснување, значи ова локално биро всушност представува едно работно место, како што вие така ме ословивте, но јас би појаснила малку повеќе. Јас сум координатор за еднакви можности, уште од 2009 година работам оваа работа. Порано се викаше координатор за еднакви можности на мажите и жените, меѓутоа се утврди дека еднаквите можности не се однесуваат само на поделба на лицата според полот, но и пошироко, значи по многу основи граѓаните треба да ги исполнат, да си ги освојат своите права кои паѓаат според законот, според Уставот на Република Македонија, значи треба да се постигне еднаквост, еднаков третман на сите граѓани пред законот. Тоа е работата на координаторот за еднакви можности кој што се грижи за граѓаните во општината да имаат еднаков, на некој начин еднаков третман пред институциите и пред воопшто третирани, да бидат третирани еднакво во заедницата. Од тогаш па до денес. Да ги охрабриме да си ги бараат своите права. И според меѓународните резолуции, и според одлуката на Обединетите нации за формирање на Хелсинскиот комитет, и тоа е интересно, тоа е формиран во Европа, значи прво во Цери, потоа во седиште во Хелсинки, во Финска. Сега имаме една друга работа. Декларативно тоа е сето покрено и со меѓународното и со позитивното право. Се охрабрени луѓето да доаѓаат во вакви институции и да велат јас имам оштетена право.
Па ние имаме искуство во нашето работење досега, дека луѓето понекогаш доаѓаат и се охрабруваат да кажат што им е проблемот, односно дека се дискриминирани, дали е било тоа да е физичко лице или пак некоја институција. Меѓутоа, верувајте, значи има и институции кои што работат и професионално на оваа работа, како што е, да речеме, Народниот правобранител, кој што ги брани правата на луѓето во заедницата од институциите. И обично мислам дека се информирани дека таму треба да се обратат, но верувајте дека мултисекторско тело кое што е формирано на локално ниво може исто така да даде помош на луѓето кои што имаат некаков проблем, затоа што може да добијат совет од повеќе области. И јас сега би го свртела вниманието на ова координативно тело кое што постои од 2015 година во нашата општина, значи тогаш е донесено од страна на Советот на општина Штип, кога е донесена одлука за негово формирање. Ова тело се формира тогаш и почна да функционира. Оваа година ние го проширивме телото со уште 2 нови невладини организации, затоа што сметавме дека потенцијалот е поголем, дека капацитетите се поголеми на телото и дека искуството кое што го имаат невладините организации во нивната работа ќе даде придонес и во работата на локалното координативно тело. Така што, значи со зголемени капацитети, денес да кажеме дека ова тело брои 11 члена, од кои што влегуваат координаторот за еднакви можности по дефолт, односно како координатор за еднакви можности, во исто време, да, на локално ниво, во исто време и координатор на ова локално координативно тело за заштита од дискриминација. Потоа тука влегува председателот на комисијата за еднакви можности, од Советот на општина Штип, така, бидејќи кога се донесуваат одлуки пред Советот, убаво би било да некој лобира и да го објасни она кое што го работи телото, за да може да поминат одлуките и она што се вика работа на координативното тело на Советот. Потоа тука влегува исто така и Народниот правобранител од Канцеларијата на Народен правобранител и представник од Министерството за правда, бесплатна правна помош. Значи тоа се така од секторот од Министерството за правда, тоа се оние 4 лица кои што треба по дефолт да бидат дел од координативното тело, а тука секако влегуваат и невладините организации. Ние досега ги имавме 5, меѓутоа сега со оваа година имаме 7 невладини организации кои што влегоа во составот на ова тело и се надевам дека во иднина работата ќе биде уште поефикасна во однос на решавање на проблемите на граѓаните. Гостинката Елена, да ја прашаме сега, пошто бидејќи како флоскула звучи тоа, го слушаме 20 на години, зголемување на капацитетите на локалните канцеларии, па добро и на националните, на зголемување на капацитет постојано. На што се однесува тоа? На ресурси човечки, на зголемување на опсегот на пратената порака на луѓето кои, како релите вие, ќе се осмелат да си ги барат своите права или тоа и натаму ќе биде ни заработилници, среќавања, јавност? Видете, секогаш има различни форми, нели, на ширење на знаењето, како би рекле. Дискриминацијата, повредата на правата и освестеноста на граѓаните е една тема која што е опсежна. Препознавањето... Своите права треба да си ги освојат, а не само да ги барат. Точно. Така е, но сите овие години, сите напори кои што се вложени, секако дека резултираат со успех, можда не толку видлив и голем, но по ова што го гледаме и активностите кои што ги спроведуваме, се разбира дека има одреден напредок, но тоа е борба која што е константна. Ние имаме институции кои што нели им треба знаење, од знаење никогаш нема нели губиток, секогаш може да дојде до напредок, а знаењето е секогаш насочено се повеќе кон оние кои што се најмаргинализирани, најслучајни заради тоа што ние не ги гледаме во секојдневниот живот. И тоа мора да се потенцира заради тоа што кога некој чие право е повредено, некој привилегиран или од позиција на моќ или има повисок социјален статус, има повеќе пари и така натаму, тогаш тие луѓе заради нели поставеноста на целото наше општество и така натаму полесно би можел да се снајди или да добие одредени услуги. Меѓутоа за оние луѓе кои што имаат, кои што страдаат од различен вид на проблеми, немаат доволен нели
допир до здравствени услуги, правно се загрозени, немаат право на имот или било какви проблеми, го изгубиле своето работно место заради одредени противзаконски работи, а потоа се плашат да реагираат заради понатамошни последици, сите тие луѓе остануваат на маргините, живеат во страф и во состојба која што ги исклучува и затоа стануваат и голем дел од нив ранливи. Овде мора да прашам нешто. Снежана кажа многу интересна работа. Председателот на комисијата за еднакви можности е член на ова координативно тело и низ одлуките на советот се настојува да се ублажи положбата или да се реагира врз основа на конкретни прекршувања на правата на граѓаните кои се жалат до. Вие рековте со пратениците ќе го направите тоа. Сметате ли дека вкупниот обшествен притисок врз правна регулатива која ќе ги намали овие можности и должност и на ХЕРА и на другите невладини организации? Значи, велите тие се ставени на маргините од правниот систем, ставени се на маргините од судскиот систем, ставени се на маргините од економскиот систем. Постои ли како компаративно искуство кое што пратениците кои сте ги повикале да донесат сет на закони врз основа на кои ќе се ублажи ова? Прв на светот е Холандија во тоа. Така? Холандија донесе посебен мал устав за дискриминирани луѓе во кој што дискриминирани поединци, кој што е задолжително и го одобри Врховниот кралски суд на Холандија. Можете ли овде нешто да направите по еден конкретен начин? Тоа е и целта, една од целите на таа интерпартиска парламентарна група е во суштина да утврди начини ефикасно и ефективно да ги примени сите оние обврски кои што државата ги преземала во однос на унапредувањето во случајот на ЛГБТ и правата, меѓутоа кога збориме за ЛГБТ и права, зборуваме и општо за правата на граѓаните. Значи тука влегуваат кога ги споменеме, тоа значи дека ги дискриминираме. Зборуваме општо за правата на граѓаните. Во суштина, значи тоа е тие се цели за кои што тие ќе се залагаат за законски промени. Прв во тој дел е промената на законот за заштита и спречување од дискриминација, понатаму и други закони каде што се регулира говорот на омраза, делата од омраза, насилството, недискриминацијата, промена во образованието, едукативниот систем во насока на зголемување на знаењата во однос на оние кои што се дискриминирани, дискриминацијата, тргање на антидискриминаторските содржини од учебниците во сите категории на образование, работа со помладите во школите каде што има силеџиство врз младите кои што се депривилегирани или членови на ЛГБТ заедницата или трансродови млади луѓе и така натаму, каде што имаме значителен пораст на насилството во училиштата што е загрижувачки. Воведување на модули на сексуално сеопфатно образование, каде што ќе се промовира еден афирмативен пристап кон оние кои што се различни. Така што она на кое што ќе се работи понатаму е како мисија унапредување на квалитетот на животот на граѓаните преку спроведување на и промени на законски решенија системски. Исто така со подпишувањето на гласањето на Истанбулската конвенција се постигна еден значителен напредок каде што сексуалната ориентација и родовиот идентитет се прифатени и вметнати во таа конвенција, така што се надеваме дека во иднина и во деловите каде што законската регулатива во моментот не е дополнета со овие основи, ќе се дополни и на таков начин, кога веќе системски имаме решенија кои што ќе ги штитат овие граѓани, граѓаните можат полесно да си ги добијат правата. Од конференцијата во Турција, во Анкара, е што се декриминализираш, излезе од кривичниот законник во многу земји, она што велите вие ЛГБТ заедницата, која беше поставена во систем на кривично дело. Во Турција беше кривично дело. И во поранешна Југославија беше кривично дело. Ако не се лажам, во 96-та година беше декриминализирана, веќе одавна е isfrlена од од кривичниот законник, не е опишена како кривично дело. Снежана, прости што вака се обраќам. Нашава гостинка кажа дека под целокупното општествено влијание врз собранието и врз институциите на системот да се подобри положбата на детектираните маргинализирани групи. Како е соработката со локалните самоуправи? Имаат ли сенс советниците кога од нивната комисија
и од координативното тело на еден конкретен случај ќе им се предочи да донесат одлука? Или тоа го поминуваат? Па вака, имаме соработка затоа што најчесто во нашата општина конкретно најчесто проблемите се однесуваат на социјалата. Значи тука е најглавниот проблем. Тодор Павлов од материјалните материјалните прашања се најголемиот проблем на граѓаните што ги мачат а секако тука не треба да забравиме дека Штип е и град на текстилството, па и во таа област имаме исто така тема за разговор на некој начин на Комисијата за еднакви можности, на координаторот, а секако и на Советот на општината. Има соработка со Советот на општината, меѓутоа најчесто се сведува на тоа да се обезбедат некои финансиски средства за еднократна парична помош кои што се доделуваат на поединечни граѓани, а исто така соработката е и во насока на финансиска поддршка на оние здруженија кои што се представници токму на тие маргинализирани групи. Тука би ги споменале, значи, пред се организациите на лицата со телесен инвалидитет или воопшто, значи, лицата кои што имаат здравствени проблеми, секако, а и во поново време во нашиот град функционира и здружение кое што ги брани правата на текстилните работници, така што и во таа насока, значи, има можност да се оствари некаква соработка. Тоа здружение продолжува понатаму да функционира, значи онаму каде што се одземени правата на текстилните работнички во однос на нивниот работен однос кој што се воспоставува во конфекциите. Според нивните кажувања, третманот на работните места. Така. Затоа и парламентот расправаше минатата година. Да. Ќе видиме сега. Понатаму ние очекуваме некои пријави од наши граѓани, затоа и сме овде. Значи по било кој основ да кажеме дека ако некој се чувствува дискриминиран, може да го пријави тоа во нашето тело. Лани имавме ние една промотивна пресконференција на која што беше и вашата телевизија. Им благодариме за тоа. Еве оваа прилика ја користам да се заблагодарам на двете локални телевизии кои што го промовираа локалното координативно тело, во која што објаснивме како и што функционира и што е дискриминација, какви видови на дискриминација постојат. Затоа имаше и печатени материјали, флаери кои што со помошта на Хера ги изработивме и беа дистрибуирани преку општината, така што секој граѓанин може да дојде да се информира кај нас, еве да каже во што е неговиот проблем, па да видиме, да детектираме дали се работи за дискриминација или не и во која област е случајна дискриминацијата. Значи постои една широка лепеза на основи по кои што може да се пријави. Да. Сосема на крајот од разговорот, ќе ве замолам на кратко. Хера и ините активности, барем она што се однесува на овој регион, бидејќи Ирис телевизија ја следат околу 300.000 луѓе. Што велите вие? Што се следните точки на работата? На локално ниво ќе продолжиме да соработуваме со локалното координативно тело. Ќе имаме активности за кои што ќе бидете информирани, се надевам ќе имаме исто и настани каде што нели медиумите ќе бидете поканети да можете да допрете до пошироката публика, така што на локално ниво оваа година до крајот на годината продолжуваме со тоа, се надевам и во наредниот период продолжуваме во Скопје нели со пратениците и нашата група, ќе црпиме искуства и знаења од Холандија, понатаму ќе работиме нели на соработка и со можеби ќе дојдат и од Европарламентот, така што имаме доста иницијативи, активности кои што ќе бидат насочени на вистина кон реално конкретно подпомагање на овие локални механизми. Председателката Хенова Хол вели вака од прилика ќе се погрижиме за достапноста на медицинските услуги и можности за маргинализираните групи. Затоа што една од точките на Хера воопшто, од точките на холандската влада е да се намали, ти израчунале, пресметале дека неко 8% од луѓето имаат послаба медицинска помош и следната декада ќе биде да те имаат еднаква можност за лекување. Што кај нас ќе биде некаде 92, ама ќе мора системски да менуваме. Ама тоа е за Холандија, богата држава која има 36.000 евра пер капита по глава на жител, а ние 7.100. Да се надеваме дека и одем нешто ќе поместиме. Да се надеваме. Сиромаштијата е еден од проблемите кој што предизвикува, нели, како што кажавме, така што во наредна прилика и за тоа малку повеќе поврзано со прекршувањето на човековите права. Јас се повикам и следниот пат да додите и ќе продолжиме со овој разговор. Ако за еден промил можеме да помогнеме кон
детектирање и помагање, да не детектираме постојано, него да се помогне на луѓето кои таква помош им е нужна, телевизија Ирис ви стои на располагање. Благодарам што бевте мои гости. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со гостиве по темата за оваа недела на борба против дискриминацијата. Ви кажав неколку реченици околу тоа како се опишува сето тоа, но во суштина има социолошка, психолошка, економска, политичка дефиниција за тоа. Да не должиме, вие го проследивте разговорот, заклучоци донесете сами. А едно што морам да го споменам е на конференцијата пред некој ден нашиот претседател Георги Иванов кажа нешто за кое што во оваа држава ќе почнеме да разговараме по Европа. Ова е крајот на либерализмот како концепт на поединецот. Распагањето на семејствата и заменувањето со заедница која немам толку многу слух, освен кога нема пари, за маргинализираните или за послабите е крајот на либерализмот. Не се допаѓало нами или не, ама тоа е така, дали ќе трае уште неколку години, не знам. Важна работа е што ние мора да се вратиме на корените. А корените за социјална стабилност е семејството. Така, вели една друга идеологија која не беше многу гласна последните 20 години со либерализмот. Нели, пазарот регулира се и еве што изрегулира. Може да искоментирам она што попаметните од мене го кажуваат. Се гледаме во новата емисија Отворено на тема.